Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и утринската Здрава Македонија. Ова утро од срцето на градот, од Скопје, се јавуваме од храмот кој ни го разубави главниот град, Свети Константин и Елена. За возобновувањето, за поставувањето на храмот на локација за која што Скопје ни памета дека многу одамна имало храм и за се оно што го имаме во истиот, ќе ни раскаже отец Антонија. Отец Антонија, добро утро. Добро утро и добре дојавте во овој убав и велелепен храм Свети Константин и Елена. Храмот го разубаве срцето на градот, но Скопјани и оние повозрасни паметат дека некогаш постоел храм. Но раскажете ни за возобновувањето, за се оно што го украсува храмот внатре. Токму така, старите скопјани, па и поновите скопјани, да речем помладите генерации, со нетрпение го очекува градењето и осветувањето на овој храм, затоа што знаеме од историјата дека во 20 век постоел храм со исто вакво име, кој што бил срушен за време на земјотресот. Станува збор за храм кој што бил некаде на денешната локација на градскиот трговски центар. Тој бил изграден на почетокот на 20 век, меѓутоа за време на земјотресот за жал бил оштетен доста и кога се одлучило да се гради градскиот трговски центар, бил храмот целосно струшен. И оттаму, уште од тие времења па се до ден денес, кај старите скопјани постоела некоја носталгија и некоја желба повторно да се возобнови тој храм, и некаде во почетокот на 21 век се роди таква иницијатива за се до 2012 година во ноември месец, кога беше поставен камен темелникот на овој храм на локацијата каде што се наоѓаме денес, на улица Македонија, блиску до домот на армијата, затоа што немаше веројатно соодветна локација блиску до градскиот трговски центар и плоштадот денешен, туку мораше овде да биде изграден храмот и токму поради тоа, ете низ сите овие години, покрај сите тие пречки, да речеме, што ги имаше во минатото, сепак храмот се изгради и слава му на Бога по помошта и донациите на одредени верници, луѓе кои што навистина се вложија за да се изгради овој храм како што треба. Се дојде до тоа да во 2025 година, на 28 септември, овој храм биде осветен од страна на неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, во сослужение со архиереите од Светиот Синод и свештенството, го осветија овој убав и велелепен храм. Кога станува збор за храмот и особеностите сами на храмот, може да се погледне, да се види дека е во форма на впишан крст, крст кој што има 4 куполи и 4 апсиди. Храмот е навистина доста голем по величина и кога ќе се влезе внатре и кога ќе се погледнат фреските, станува збор за еден убав фреско живопис кој што беше изработен од страна на украинска тајфа, односно зоографи од Украина. Храмот навистина не само од внатре, туку и од надвор изобилува со една, да речеме така, впечатлива убавина и секој кој што поминува и влегува во храмот, верувам дека кај него може да плени воздишки и се восхитуваат луѓето, туристите и верниците општо на убавината и големината на овој храм. Храмот е посветен, како што спомнавме пред малку, на светите Константин и Елена. Тоа е неслучајно така, бидејќи тие навистина биле заложници за христијанството уште во 3 и 4 век, како мајка и син, навистина во тогашното Римско царство направиле многу за христијанството, кренале многу храмови, но и светиот Константин е заложен за тоа што христијанството добило на некој начин статус на слободна религија уште во 313 година со издавањето на Миланскиот едикт. Меѓутоа и тој бил и главниот виновник за свикување на првиот Вселенски собор кој што се одржал во 325 година во Никија. Неговата мајка пак светата Елена е многу задолжена за откривањето на Господовиот крст, односно крстот на кој што бил раснат Господ Исус Христос. Не само тоа, туку и многу храмови низ целото тогашно нивно царство кренала, обновила и така натаму, така што навистина и двајцата биле доста заслужни за христијанството и да црквата до ден денес ги слави како светители и обновува и крева нови храмови во нивна чест.